Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025. Вечно пија сакам убостоја своја, Скопје граде ми. Добро вечер, повтор пат денес на програмата сте на Вистинска телевизија, специјално издание посветено на локалните избори, нашето Скопје. Вистинска телевизија и во изминатите 2 години на некој начин се обидува да ви ги доближи вашата улица, малото, домот, и знаменитостите, занимливостите од градот Скопје и можеби единствен медиум во градот кој што решил подлабоко да се занимава со овие градски локални теми. Вечерва во студиото продолжуваме со представувањето на кандидатите за градоначалник на локалните избори 2025 за една скопска општина чии жители, онака локал патриотски, знаат понекогаш да кажат дека е држава. Вики, за која општина станува збор? Јас верувам дека нашите гледачи веќе и предпоставуваат. Ќе говориме за општина Ѓорче Петров, а овде со нас во студиото го имаме Костадин Ацевски, или човекот кој е кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров, поддржан од политичката партија СДСМ. Господин Ацевски, ви благодариме што ја прифативте нашата покана и да ни гостувате во локалната програма која има за цел представување токму на кандидатите за градоначалници на скопските општини. Како сте? Добро, ви благодарам на поканата и на можноста да ја презентираме нашата идеја и визија за развој на Ѓорче Петров. Така. Зошто токму сега и зошто токму кандидат за градоначалник на општина Ѓорче Петров? Па зошто токму сега? Можеби сега е вистинскиот момент човек да превземе одговорност, да бидеме реални и општина Ѓорче Петров како општина се наоѓа моментално во една незавидна состојба, без идеја за развој, бетонизирана, со запуштени јавни површини, со запуштено зеленило, без визија за хуман развој и за развој воопшто, а и политичката партија, политичката опција која ја представувам СДСМ, не се наоѓа во една завидна состојба и сега е моментот кога треба да се превземе одговорност и да се истапи напред, кога можеби многумина се тргаат на страна и не е популарно да си предводник, па и да се нафатиш за одредени позиции. Мислам дека е вистинскиот момент да се превземе одговорноста и да се понудат идеите, решенијата и визијата и за развој за општината и за поднатамошен, можам да кажам, и за поднатамошно делување во рамките на политичката партија. Излегувањето од комфорт зоната честопати се наметнува из разговорите со кандидатите за градоначалници, односно нешто што мора да се направи за да се преземат онака предприемачки чекори за подобрување на животот, во овој случај, како што велиме, во малото, во улицата и во својот дом. Споменавте работи кои што ги критикувате, односно кои што сметате дека не се соодветно направени или не се добри во овој момент во општината. Ги имате решенијата? Да, ги имаме решенијата и истите им ги нудиме на граѓаните во овој период, односно ги презентираме пред граѓаните и се надеваме дека ќе ги препознаат како вистински решенија за иднината на Ѓорче Петров. Ајде едно по едно, ние обично велиме, не знам, некаде ги нарекуваат постулати, некаде столбови, некаде главни теми и така натаму на изборната програма, кои се главните сфери, да не ве фаќам сега за зборот оно што како вовед го кажавте, во вашата програма, односно кои се најглавните сегменти на кои што треба да се посвети внимание според вас? Па најглавните сегменти, односно најкрупните прашања или најголемите предизвици со кои ќе треба да се справиме во наредниот период се бетонизацијата на Ѓорче Петров, која мора да се запре, што подразбира запирање на прекомерното и неконтролираното градење на згради на секој чекор, која е надвор од секоја урбана логика и тотално го нарушува квалитетот на живот на граѓаните во Ѓорче Петров. Чиста и зелена општина, односно справување со проблемот или воведување на системска грижа за хигиената и враќање на достоинството на јавниот простор,
решавање на проблемот со притисокот на водата, која тангира и како голем број жители на општина Ѓорче Петров и понатаму капитални инфраструктурни решенија од аспект на проектирање и реализирање на сообраќајни решенија кои не само ќе го растеретат сообраќајот и ќе го решат сообраќајниот хаос во Ѓорче Петров, туку ќе понудат и можности за развој на самата општина. Ако знаеме дека цел еден дел од општина Ѓорче Петров, односно па скоро половина општина територијално и повеќе од половина од општината, многу повеќе од половина од општината функционира само преку една сообраќајна линија, односно населените места Волково, Кисела Јабука, Ново село, Даме Груев имаат само една сообраќајна артерија која ги поврзува со остатокот од Ѓорче и понатаму со градот Скопје. Ако не гравитираат нели населените места како што се Орман, Кучково и Киштани, тоа воопшто не нуди можности за развој на Ѓорче и една таква алтернативна сообраќајница, алтернативно сообраќајно поврзување и уште еден излез од општината и од овие населби кон градот Скопје е нешто што и текако не само што мора да се предвиди, туку што нешто што мора да се реализира во наредниот мандат. Се работи за голем капитален проект според ова што го зборувате, зашто веројатно е потребно нели период на подготовка, на проектирање и така натаму, меѓутоа и кој што ќе чини прилично средства. Јас би сакал ќе се вратиме подоцна на сообраќајницата како нели интересен момент. Би сакал се задржиме на почеток на она што го нарекувате бетонизација. За некој друг би рекол па како развој и како да се направи балансот, односно како планирате, која е формулата, дали преку, не знам, урбанистичко планирање, посебно одделение или на кој начин да се најде тој баланс меѓу урбаниот развој на урбаниот дел на Ѓорче Петров од една страна и да не се спречени ли тој развој, од друга страна да се сочуваат зелените површини. Видете, ние за жал не научивме да ги разликуваме поимите урбанизација и бетонизација. Бетонизацијата, односно градење згради на секој чекорон, кај што воопшто нема локацијски услови за тоа, воопшто не представува ниту урбанизација, ниту развој или економски развој на општината. Тоа само представува можност за брз профит на одредени инвеститори, а сега во последниот период видовме дека преку ног никнуваат така наречени инвеститори, односно индивидуалци кои градат згради и преку ног се стекнуваат со брз профит. При тоа без воопшто да бидат исполнети минималните стандарди за паркинг простор, за функционални сообраќајници, водоводна, канализациона мрежа, а да не зборуваме за зеленило. Имате ли план конкретно како ќе расте општината урбано-плански? И условно кажано, ако е тоа така, нели сега да не ви спораме, меѓутоа како ќе се стави крај на тоа или како ќе се стави тоа под контрола? За да се стави под контрола е многу едноставно. Најпрво ќе го стопираме издавањето на решение за градби со категоризација А2, односно да кажеме да биде разбирливо за луѓето, ќе ги стопираме издавањето на решенија за изградба на згради за колективно домување и ќе водиме строго сметка за изигрувањето на законот, односно ќе спречиме праксата и онаму каде што не е предвидено А2, односно каде што е предвидено домување во куќи, преку ноќ истите да стануваат згради со изигрување на законите, односно на хартија имаме одобрение за изградба на куќи, меѓутоа во пракса, поготово во Ѓорче и во Хром, во населеното место Хром, кое се наоѓа во срцето на Ѓорче, гледаме во пракса како тие преку ноќ стануваат згради. Ако добро ве разбрав, дали тоа значи дека во време на вашиот предпоставен мандат нема воопшто згради да се градат во Ѓорче или? За почеток ќе го стопираме издавањето на дозволи за градба на згради, ќе направиме ревизија на дуповите и развојот на Ѓорче ќе биде во оние области каде што локацијските услови го дозволуваат тоа, бидејќи имаме цели огромни простори на територијата на општина Ѓорче Петров, кои воопшто немаат детални урбанистички планови, каде што луѓето воопшто не можат да ги решат
основните животни проблеми, основните проблеми од секојдневното живење, а и како можат и како нудат услови за развој. Ѓорче ќе се развива по периферијата, односно ќе се шири на просторите кои што го дозволуваат тоа. Значи хоризонтално, не вертикално. Меѓутоа, централниот дел на Ѓорче, поготово центарот на Ѓорче, населеното место Хром, централниот дел на Ѓорче, подрачјето околу Александрија, мислам тоа се тука веќе не станува збор дека може да дојде до изградба на дополнителни згради. Едноставно просторот тука не трпи повеќе згради, нови згради, а во моментов на овој простор за кој зборуваме се планираат или се во подготовка за изградба уште минимум 10 нови згради само на територијата на Хром, па сигурно и многу повеќе во централниот дел на Ѓорче. А во просторот каде што се донесе детален урбанистички план кој предвидува еден бетонски монструм, односно така наречениот детален урбанистички план С за 16, таму се предвидуваат преку 40 згради од кои повеќето се висококатници. За прв пат имаме предвидено 20 катници во Ѓорче, 16 катници, 17 катници, а моментално највисоката зграда во Ѓорче е со 10 ката. Овде не дојдовте со конкретни, претпоставувам, планови, значи ли тоа дека изборната програма се подготвуваше малку повеќе, односно со конкретни решенија и ете приоритети кои што веднаш после ценувањето на градоначалничката функција ќе ги започнете? Изборната програма ја подготвувавме врз база на реални основи, односно така ја водиме и самата кампања. Ги детектираме реалните проблеми и нудиме, предвидуваме конкретни, реални и применливи решенија. Ова знам дека е период на ветувања, период во кој се ветува се и се што. Се рециклираат ветувања од пред 4 години, од пред 8 години, од пред 12 години. Затоа одбравме да не се расфрламе со големи ветувања, меѓутоа да понудиме конкретни и остварливи решенија и да се занимаваме со решавање на клучните проблеми на жителите на општина Ѓорче Петров. Ќе се фокусираме и на решавањето на проблемите во секое мало, во секоја улица, проблеми што се појавуваат во секојдневното живење на жителите на нашите сограѓани, меѓутоа главниот фокус ќе ни биде на решавање на круцијалните проблеми со кои се соочуваат жителите на општина Ѓорче Петров. Предпоставувам дека и самите граѓани, можеби вашата програма и ова што го кажавте, произлегува од комуникацијата и самите тие веројатно не знам, констатираат, предлагаат и така натаму. Иако, пак јас уште еднаш, ете и во овој дел и на крајот да се префрлиме на другите столбови, на другите теми, вело дека во овие услови, особено во ситуација во која што се наоѓа нашата македонска економија, сај да генерализирам малку, дека градежништвото е тоа што колку толку одржува систем, размрдува и така натаму, односно има верижен импакт нели во многу сфери на живењето и не се плашите дека не знам да не ве обвинат за запирање на економскиот развој или во таа смисла, бидејќи јас така ме сватив ригорозно, нема да се градат згради, нема да се прави ова и од друга страна што велат служителите. За почеток ќе стопираме изградбата на згради на целата територија на Ѓорче Петров. Иако изградбата на згради во Ѓорче Петров е сконцентрирана во централниот дел на Ѓорче, центарот на Ѓорче, околу пазарот во Ѓорче, населеното место Хром и сега просторот што е предвиден со деталниот урбанистички план С за 16. Бетонизирање на една општина воопшто не е ни градежништво, ни развој. Градежништво е нови сообраќајни артерии, сообраќајна инфраструктура, детски градинки, основни училишта, објекти што се неопходни на жителите на општина Ѓорче Петров. Верувајте дека Ѓорче, централниот дел на Ѓорче, не може да поднесе повеќе згради. Не само што е пренатрупан, луѓето буквално немаат вода. Притисокот на вода е катастрофален, водата ја добиваат капка по капка. Овој проблем со притисокот на вода во овој дел на Ѓорче ќе се одрази и
на проблемот со притисокот на водата во останатиот дел на Ѓорче, односно преку надвозникот, односно за жителите на населените места, за цел еден дел од Ѓорче, населените места Даме Груев, Волково, Кисела Јабука, Ново село и така натаму, бидејќи пред надвозникот има припумпна станица од страна изградена нели од јавното претпријатие Водовод и канализација, меѓутоа ако нема доволно доток на вода до таа пумпна станица и самите пумпи кои се 5-6 на број не можат да работат. И како се намалува количината на вода која доаѓа до таа пумпна станица, пумпите една по една испаѓаат од режимна работа. И проблемот со притисокот на вода го осеќаат и граѓаните од остатокот на Ѓорче. Овој проблем е катастрофален, мислам алармантен во деловите на Ѓорче како што се населеното место Дексион, Мирчацев, Хром, Ѓорче Петров. Тоа веќе зградите одамна го имаат тој проблем, па сите ставаат пумпи, меѓутоа веќе со овој проблем се соочуваат и жителите во куќите. И тоа е проблем кој мора хитно да се реши. Постои проект изработен од јавното претпријатие Водовод и канализација и кошта некои 180 милиони денари. И сега ако видиме колку пари се трошат во моментот во Ѓорче, средства од унгарскиот кредит, средства од буџет, а нема пари за еден ваков проект, тоа значи дека ние немаме визија во моментов, немаме визија за развој на општина Ѓорче Петров. Во општина Ѓорче Петров е донесен детален урбанистички план со 40 висококатници. Имаме 20 катници, нешто што е нонсенс. Невисоките згради во Ѓорче Петров до пред скоро време беа 5-6 ката. Потоа почна со 10 катници, сега веќе идеме на 20 катници. Овој детален урбанистички план е донесен не на нетранспарентен начин, на криминален начин, на вонредна седница, во сабота. Носење на детални урбанистички планови на вонредни седници, мислам дека е нешто што не е прифатливо, е криминално. Поготово што овој детален урбанистички план е донесен без да се запазат основните процедури. Нема позитивно мислење од град Скопје. И она што сака да го каже градоначалникот дека било поднесено барање, немало добиено одговор, па се повикале на молчење на администрацијата, не е точно, бидејќи за деталниот урбанистички план што е донесен има добиено 2 негативни мислења од град Скопје. 2 негативни мислења од 2 различни администрации и од 2 различни комисии за урбанизам во градот Скопје. Едното од комисија за урбанизам во времето на Петре Шилегов, другото од комисија за урбанизам во времето на Данила Арсовска. И они таков урбанистички план со тие предвидени катности за кои имаат добиено негативни мислења го носат на вонредна седница. За истиот тој урбанистички план имаат повлечено мислење, односно негативно мислење од страна на јавното претпријатие Водовод и канализација и укажување дека таквите градби ќе го загрозат водоснабдувањето не на Ѓорче Петров, туку дека можат да го загрозат водоснабдувањето на градот Скопје. Бидејќи тука се и заштитните бунари на Лепедец, меѓутоа и тука поминува една од главните водоводни линии и такви приклучоци како што они планираат да изведат за градбите во тој детален урбанистички план се практично невозможни. И сега ако зборуваме дека тоа е развој, тоа не само што не е развој, туку е тоа нарушување на квалитетот на живот на граѓаните на Ѓорче Петров и не само на квалитетот на живот, тоа е воопшто нарушување на животот на граѓаните на општина Ѓорче Петров. И сега мене не ми е јасно, од една страна, во соседната општина, еве јас ја представувам политичката опција на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во соседната општина, кандидатот од спротивната опција, од ВМРО ДПМНЕ, која има актуелен градоначалник во Ѓорче Петров, се залага против бетонизација. Го користи нашиот термин и вели бетонизацијата на Карпош мора да запре. И сега имаме во Карпош советниците на ВМРО ДПМНЕ се противат и го стопираат носењето на детални урбанистички планови во деловите кои се во непосредно соседство на нашата општина и во непосредно соседство на спорниот детален урбанистички план што е донесен и таму живее премиерот, актуелниот премиер, и таму нема бетонизација, се стопира, нема носење на детален урбанистички план кој предвидува изградба на згради. Во Ѓорче, на само, не знам, нема ни
половина километар раздалеченост, носиме детален урбанистички план и поддржуваат носење на детален урбанистички план, каде што се предвидува 20 катници и не само 20 катници, се предвидува изградба на дополнителна хемиска фабрика. Една имаме, предвидуваат дополнителна изградба на уште една. Во срцето на Ѓорче, практично во срцето, во централниот дел на Ѓорче. И сега, за какви принципи збориме, за каква локална политика зборуваме? И кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН за град Скопје. Јас не знам како во кампањава искача и го поддржува, излегува и се шета со кандидатот за градоначалник и актуелен градоначалник на ВМРО ДПМН во Ѓорче Петров и му дава поддршка. Меѓутоа, Орце Ѓоргиевски во неговите настапи кажува дека е против изградба на згради, поготово против изградба на висококатници. Додека неговиот кандидат во Ѓорче Петров се залага за изградба на згради и за изградба на висококатници. И сега се прашувам дали Орце поддржува погрешен кандидат во Ѓорче Петров. Се работи во моментот и за кампања и за политичка борба и веројатно на извинете, има нешто што е надвор од кампањата. Имаме конкретно донесен детален урбанистички план кој што предвидува хемиска фабрика, кој што предвидува 20 катници, предвидува 16-17 катници и детален урбанистички план каде што токму за овие 20 катници има добиено 2 негативни мислења од градот Скопје. Знаете како кој е вашиот начин, ете да кажеме условно речено дека е така како што велите, кој е вашиот начин тоа да го оспорите? Мојот начин е следниот. Колку досегашните инструменти и механизми кои што постојат се искористени, ете ако е така. Па не се искористени, сега ќе ви кажам. Или се чека кампања па да се посочува, тоа ми беше мало. Не, за овој детален урбанистички план во Ѓорче Петров имаше протести против бетонизација. Веднаш по носењето на планот, прво поднесовме иницијатива за суспендирање на делови од деталниот урбанистички план. Односно, овој детален урбанистички план се донесе под превесот дека тука се создаваат услови за изградба на основно училиште со патриотско име Гоце Делчев и за изградба на градинка. Тоа основно училиште и градинка наводно, мислам, теоретски и практично треба да се наменети за жителите на соседната населба од Ѓорче Петров, Александрија, во која веќе има нехумани услови за живот, бидејќи има премногу згради, нема паркинг места, нема функционални сообраќајници, нема ни школа, нема ни градинка. И тој детален урбанистички план го донесе ВМРО ДПМН во еден претходен мандат, кога актуелниот градоначалник беше председател на Совет. И тогаш не биле предвидени школа, градинка во Александрија, не биле предвидени доволно паркинг места и сега наводно за жителите на Александрија носат нов урбанистички план со нови 40 згради, со нови висококатници, меѓутоа тука се предвидени и основно училиште со патриотско име Гоце Делчев и градинка. Од носењето на урбанистичкиот план, февруари 2024, на терен нема ништо. Немаме проект ни за градинка, ни за основно училиште. Нема мрднато со прст за изградба на овие објекти. Повторно се ветуваат, меѓутоа се спрема теренот за изградба на хемиска фабрика и за изградба на висококатници. Што предложивме ние? За да биде се во интерес на граѓаните, да се суспендираат деловите од урбанистичкиот план, Советот да изгласа суспензија на урбанистичкиот план, поради немање локацијски услови во деловите што предвидуваат изградба на згради и изградба на хемиска фабрика. Да се изградат школото и градинката прво, па потоа врз основа на тоа како ќе се развиваат локацијските услови, да се ревидира самиот детален урбанистички план. Вака ќе испадне дека под превезот на едно ние носиме друго, односно само се создаваат услови за остварување на брз профит, бидејќи гледаме како расте сега цената на становите и најактуелно изградбата на згради. Во моментов се работи на теренот на носење на друг урбанистички план, СЗ-27. И таму велат дека ќе биде големата градинка во Ѓорче, ама и таму очекувајте нови 30-40 згради, ако ово лудило на урбана холокауст не запре. Хацевски. Тешки зборови употребувате. Моето прашање беше во контекст на тоа некако во процедура да се направи изменување, бидејќи се работи, пак ќе речам, за различни визии, различни политички ставови и така натаму, бидејќи употребивте изрази претходно и
криминален, а претходно, а сега и зборувате за Холокауст. Мојавитот ми е, ако е криминален, зашто не ги искористите инструментите да го оспорите? Сега ќе Зошто треба Советот да го редитира? Јас ги користам. Нели тоа е политички став, нели, на мнозинство во Совет, пример. Јас ги користам истите изрази што ги користеше актуелниот градоначалник пред само 4 години. За истиве подрачја и за истиве наслоби во Ѓорче Петров за кои сега зборуваме. И за состојбата што е во Хром, актуелниот градоначалник пред 4 години употреби збор, нели, урбан холокауст, меѓутоа таму сега преку нови и нови згради и за општо за развојот во Ѓорче. Тогаш се ветуваше дека деталните урбанистички планови ќе се носат на еден транспарентен начин со широка вклученост на граѓаните. Носење на вонредна седница во сабота наутро воопшто не е ни транспарентен, ниту граѓаните се вклучени. Механизмите ќе ги употребиме, за жал сега ВМРО-ДПМН има на апсолутна власт и иницијативите за ревидирање или за оспорување на овој детален урбанистички план многу лесно се отфрлаат, дури Уставниот суд отфрли една иницијатива и воопшто не поведе постапка за овој детален урбанистички план, иако процедурите и така се прекршени, а ако ми дозволите да презентирам само неколку факти, граѓаните сами ќе заклучат дали е или не е криминален. Ацевски, јас би сакала да се задржиме на вашата изборна програма, нафрливте премногу проекти, ете недостиг на зелени површини, сообраќајен метеж, урбанизација, недостиг од паркинг места. Јас би сакала да одиме со конкретни решенија од ваша страна, од вашата изборна програма, бидејќи ете за секој кандидат ние оставаме простор овде и тоа е и целта на нашите емисии, нели, да се представите пред вашите слушатели со вашата изборна програма и конкретни решенија. Конкретни решенија да бидам по-конкретен и за секоја точка да бидам конкретен, концизен и да ги презентирам решенијата што ние ги предвидуваме. Во делот на она што го велиме бетонизација, ама гледаме дека тој термин го користат и многу други, па и последниве години е популарен, меѓутоа гледаме дека го користат и кандидати од ВМРО-ДПМН или од нивните коалициони партнери, онаму кај што се опозиција. Го користат и медиуми, и издруженија на граѓани и така. И тоа е нешто што е навистина актуелно и навистина се случува. Во пракса и е можеби карактеристично за секоја една метропола која што бележи таков развој, да речеме, во било каде во светот. Меѓутоа, да, ние треба да си го гледаме нашето. Не е развој. Ние зборуваме за хуман развој. Хуман развој е развој каде што човекот е пред профитот. Изградба на згради онаму каде што не постојат услови за тоа, воопшто не е развој. Сега, што предвидуваме ние во делот на бетонизацијата? Предвидуваме, како што реков, веднаш стопирање на издавање на дозвола за изградба на згради, анализирање на локацијските услови и суспензија на цели детални урбанистички планови или делови од детални урбанистички планови, кои што предвидуваат изградба на висококатници или кои што предвидуваат изградба на згради онаму каде што веќе нема место. Дел од овие детални урбанистички планови може и да се изменат, бидејќи поминати се повеќе од 2 години од моментот на нивното носење. Онаму кај што постојат услови за развој на Ѓорче, може да има и изградба на згради, меѓутоа не повисоки од 5 ката. Онакви какви што и биле во Ѓорче, кога Ѓорче навистина се развиваше. Во делот на зеленилото и хигиената. Планираме системска грижа за зеленилото и хигиената. Редовно, пред се, прво ќе почнеме со редовно одржување на јавните површини. Нема да чекаме проблемот да ескалира, односно, прво од косењето, вегетацијата да нарасне до тој степен, па да не можат општинските служби да се справат со проблемот. Па како се справуваат? Изнајмуваат, замислете, тримери. Изнајмуваат тримери, ама ги изнајмуваат од час. И направиле договор, рамковна спогодба, објавена на СЈН, подпишале, еден тример го изнајмуваат за 1200 денари од час. Една дувалка за 1200 денари од час. Значи, ќе водиме системска грижа за зеленилото. Редовно одржување на постоечките површини, што значи редовно косење, редовно наводнување, нема
ќе имаме зелени површини, а не жолти површини. Нема тоа да го користиме како можност за склучување на сомнителни договори или за предвидување на ставки во договорите кои се надвор од здравиот разум. Ќе изнајмуваме дополнителни ресурси во случај на нефункционалност на јавното предпријатие комунална хигиена за справување со отпадот, меѓутоа тие ресурси ќе ги користиме ефикасно и ефективно. И сега општина Ѓорче Петров изнајмува 3 камиони за собирање на отпад. Поголем, среден, помал. Меѓутоа состојбата цело време тие камиони вртат, а состојбата со хигиената во Ѓорче полоша никогаш не била. Катастрофална е. Зошто? Зашто тие камиони, како прво, се плаќаат од час. 4500 денари од час. Она што ќе го направиме во тој алтернативен начин на действување, општината да се заштити од евентуална нефункционалност на комунална хигиена, за почеток, таквите камиони што би ги изнајмувале, би ги плаќале по учинок. Односно, онака како што кажува економската логика, по количина на собран отпад и депониран во Дрисла. Гледаме, општина Центар ангажираше дополнителни ресурси, успеа да ја исчистат општина Центар. И тоа, мислам, ги ангажираат од истата фирма од која ги ангажира и општина Ѓорче Петров. Општина Ѓорче Петров секоја година ангажира, Ѓорче Петров од година на година е се понечиста и понечиста. А зошто предпоставката дека се работи за една трајна, перманентна состојба или дека ризикот од евентуално нефункционирање треба да го сметаме за нешто што е нормално? Ова го кажувам во смисла на тоа, го споменавте вие кандидатот, нели, од опозицијата и така натаму врска со бетонизацијата и визиите за развој на градот. Меѓутоа, зарем не треба општина Ѓорче Петров да комуницира со градот Скопје, со службите? Вие го споменавте и јавното предпријатие Водовод, од друга страна, мислам, барем така ми се биде печатокот во позитивен контекст, дека постои готов проект за... Да, постои, замислите, за 180 милиони денари не се Моабетот ми е зошто сегашната ситуација или ситуацијата која привремено трае, сметаме за трајна, па мораме во рамките на една таква ситуација да ги прилагодуваме визиите за развој на општината. Видите, ние може не до пред 4 години, до пред 3 години мислевме, нели, дека системот е создаден и функционира. Меѓутоа, искуството во последниве 3 години не научи дека треба да сме спремни на се. Точно дека треба секоја општина што е во состав на градот Скопје да комуницира и со градот Скопје и да комуницира и со централната власт. Меѓутоа, овие 3 години не покажаа дека некои други работи може да испаднат дека се поважни, а не би требало да е така. Не, човек добива печаток дека предпоставувате нефункционалност во комуникацијата со град Скопје, па да се обезбедиме за секој случај за комунално собирање. Да, искуството не научи дека треба да сме спремни за жал на се. Видовме дека ако имаме дека актуелната централна и локална власт скоро во сите општини во градот Скопје, па и во градот Скопје, да бидеме реални, бидејќи сите управни одбори, Советот, мнозинството, па и самата градоначалничка се на предлог и избрани на предлог од ВМРО ДПМН ни покажа последниве 3 години нивното практикување на локалната и централната власт ни покажа дека ако не си од нивната опција, тогаш можеш да доживееш блокада. Со општина Центар доби на двата повика средства. Па доби средства, ама прашајте дали им се исплатени пари од средствата. Тие средства, за жал, мислам дека и се потрошени, меѓутоа се фиктивно добиени, а потрошени од страна на централната власт. Тоа е па посебно кршење, она што сега го прават општините, па тоа отвара цела една низа на прекршување на закони, и на закон на јавни набавки, и закон за финансирање на единици на локална самоуправа, и воопшто на она што они како совети го изгласале. Ако сакате тоа прашање да го отвориме, па таму имате цела една низа прекршување. Не ве разбирам што е прекршување. Па сега ќе ви кажам. Општина Ѓорче Петров вели дека има добиено, мислам не вели, и има добиено 8 милиони евра од унгарскиот кредит, ако зборуваме, така? Добро. 8 милиони евра. Еве сега ќе ви кажам каде е блокадата. Во град Скопје
немаат одобрено ниту еден капитален проект. Овој проект што ви го кажав со притисокот со водата е 3 милиони евра. Готов проект, само чека на реализација да реши цела една општина трајно да го реши проблемот со притисокот за водата. За тоа се нема слух. За алтернативни сообраќајници се нема слух и така натаму. Тоа е една работа што ваков капитален проект кој чини малку пари во споредба со тоа што пример на Ѓорче Петров се одобрени 8 милиони евра, а 3 милиони евра чини трајно решавање на проблемот со притисокот на водата, не е ни размислувано за тој проект, тоа кажува дека се спремни на блокада и дека не се размислува така широко и визионерски. Од друга страна, овие 8 милиони евра што ги има добија на општина Ѓорче Петров, во моментов превзима обврски и распишува јавни набавки, исклучува договори за 8 милиони евра. Секој ден имаме нова јавна набавка и веќе се пуштаат работи да терат. Сите овие проекти што ги има добиено општина Ѓорче Петров, еве ќе се задржам на вториот повик, најголемиот дел од средствата се тука, 6 милиони евра, во оваа година ќе бидат финансирани од страна на централната власт само со 20%. Не им се префрлени сите пари, не им се префрлени тие 20%, не им се префрлени пари ниту за проекти кои се реализирани со првиот повик. Има проект што е завршен, веројатно чека на плаќање, пари не се префрлаат и веројатно е така во сите општини. Ви кажувам се за Ѓорче Петров. Меѓутоа, за проектите што се со вториот повик, еве во Ѓорче тоа е 6 милиони евра. Тоа се 300 и нешто милиони денари, 369 милиони денари ги користам аргументите што ги кажал актуелниот градоначалник колку средства му се одобрени. Од тие 369 милиони денари, оваа година може да сметаат на 20%. И толку имаат предвидено во буџетот. Што прават они за да покажат градежна и инфраструктурна офанзива пред избори? Прават 3-годишни развојни програми. Во тие 3-годишни развојни програми, бидејќи од страна на централната власт им кажуваат дека 20% само ќе имаат од средствата оваа година, они предвидуваат оваа година, сите проекти ги ставаат во тие 3-годишни развојни програми и секој проект оваа година ќе биде финансиран. Така е предвидено со 20%, во 26-та со 40% и во 27-та со уште 40%. И сега замислете, владата ги има повлечено парите од унгарскиот кредит, не им ги префрла на наменски средства или не ги распишува на проектите да ги изфинансира, да склучи договори, туку ги развлекува во 3 години. Иако оваа година они ќе имаат само 20% од средствата, ги распишуваат договорите на полн износ и превземаат обврски за полн износ. А ги немаат средствата, само 20%. Они за сите договори распишуваат, ги тендерираат јавни набавки, исклучуваат договори, не исклучуваат повеќе годишни јавни набавки, туку едногодишна јавна набавка или исклучуваат договори во кои проектите треба да почнат со реализација веднаш, дел од проектите можеби и предвидуваат да се завршат до крајот годината, а за тоа немаат средства. И што се случува? Се изигрува законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, бидејќи ги задолжуваат тие средства во буџетот за оваа година, не им се предвидени. Предвидени се 20%. Они превзимаат обврски за 100%. Го изигруваат законот за јавни набавки, бидејќи немаат повеќе годишни јавни набавки и дополнително ги кршат 3-годишните развојни програми што сами ги изгласале, бидејќи во таа 3-годишна развојна програма пишува дека за таа улица и за улица од 50 метри става до таа програма дека годинава 20% ќе биде реализирана. Меѓутоа, они превзимаат обврска за целата улица, за сите 50 метри. И замислите, на сите овие пари, на сите обврски што ги превзимаат, нема подобрување на квалитетот на живот, и веќе зборам за Ѓорче Петров. Сега малку сте контрадикторен. Велите дека владата ги помага истомислениците, односно оние општини од незината партија, подоцна велите владата не им дава пари, договорете се. Не, видите, владата ги помага фиктивно. Им дава можност да превземат обврски, јавни набавки. Унгарскиот кредит, нели, беше земен со изговор дека 500 милиони евра ќе бидат поделени на општините. Еве, владата нека излези, нека каже колку конкретно средства
До сега од унгарскиот кредит се префрлени на сметките на Ќе се општините. работувате И ли со колку ќе владата бидат? доколку станете градоначалник? Јас ќе се работувам, ама не сум сигурен дали владата ќе се работува. Бидејќи со кампањата што ја водат и со пораката што испраќаат, испраќа дека ако не е нивниот човек, дека тоа ќе биде Или блокада. имаме и примери за обратното. Па немаме примери. Сега владата вели, нели, самиот премиер излегува со Орце Георгиевски и велат дека градот Скопје ќе го исчистат за 72 часа ако победи нивниот кандидат. Така? Зошто сега не го исчистат за 72 часа? Кандидатот за градоначалник на Скопје е председател на ЗЕЛС. Управниот одбор и председател на управен одбор во јавното предпријатие комунална хигиена се кадри на ВМРО ДПМН. Владата е предводена од ВМРО ДПМН. Се сеќавате на ситуацијата во времето на СДСМ, па кога имаше можност градот Скопје да остане безпарно? Па тука владата ја превзема, формираше и предпријатие, топлификација и го превзема парно грејењето во градот Скопје. Што ја спречува сега владата, ЗЕЛС и општините во градот Скопје да прогласат една условно кажано вонредна состојба, а состојбата не е условно, де факто е вонредна со хигиената во градот Скопје, да назначат повереници во јавното предпријатие комунална хигиена, односно преку управниот одбор, ако веќе директорот кадар, не знам, од ДУИ или од каде да е на Даниела Арсовска не функционира, да му ги одземат ингеренциите преку управниот одбор, преку ЗЕЛС, преку председателот на ЗЕЛС, останатите градоначалници во градот Скопје да спроведат акција, бидејќи состојбата е стварно алармантна, нас вистина се соочуваме со можности на заразни болести, се соочуваме со потенцијален екоцид. Зошто не превземат акција да го исчистат градот Скопје за 72 часа? Излегува и сами си ги чистат Само општина општините. центар. Другите од ова место чистат во Газибаба, создаваат на друго место дива Атески, што ќе депонија. направите за да се ги задржите младите во општината? Ќе им дадеме улога во општината. Каква улога? Улога во креирањето на локалните политики. Младите мора да добијат улога, да бидат важен чинител, важен фактор во креирањето на локалната политика. И за таа цел не смееме да имаме партиски или фиктивен локален младински совет. Треба да имаме локален, функционален локален младински совет, транспарентно избран, функционална младинска канцеларија, форуми на млади кои ќе одлучуваат за локалните политики кои ги тангираат младите и мора да има дел од буџетот на општината кој ќе биде директно определен, односно процент од буџетот кој ќе биде определен за младински политики, а младите директно да учествуваат и во организирањето на образовни, културни, спортски настани и така натаму. Добар дел од времето, ајде да речем по ваш избор, нели, и прилично морам да признам дека сте се спремиле во анализата на актуелните проблеми до сегашната работа на градоначалникот, на моменти доби впечаток дека како да е кампања за парламентарни избори, а не за локални. Меѓутоа друго ми е муабетот, значи кажавме што не чини, кажавме што ќе прекинеме, кажавме што ќе да се вратиме бидејќи влегуваме во завршница, значи помина времето, така да излегуваме нели по избор на гостинот, малку до навобичаена шема на представување на главните моменти од програмата, меѓутоа него беше избор да занимава со работата на досегашниот градоначалник, главната и така натаму. Така да тоа е и легитимно така во кампањата, констатација, критика, анализа и навистина исцрпно анализирање, дури кажам дека влегувате во... Сакам да го спомнеме малку начинот на водење на политика, бидејќи во време на кампања сите ветуваат се и се што. Меѓутоа не можеме ние истите ветувања 12 години, 16 години, 20 години со истите ветувања. Во Ѓорче Петров земете ги, ќе ги слушнете истите ветувања од пред 4 години, и од пред 8 години, и од пред 12 години, а без при тоа ништо да се направи да кажеме луѓе, овие две работи се клучни. И на ова ќе работиме, и ова ќе го решиме, вака и вака, а не да кажуваме. Добро, освен ревизија, стопирање така натаму, ајде да завршиме со тоа што ќе се направи. Јас реков дека вака сега ќе ви кажам за алтернативната сообраќајница. И тоа ќе биде поента, ве молам брзо бидејќи навистина истече времето. 40 минути поминаа вака. Јас имав конкретна презентација. Јас лично ја извозев трасата на таа алтернативна сообраќајница. Постои преку улица Лепенечка, која не е асфалтирана, која се наоѓа на селбата Дамен Груев, покрај Лепенец се стигнува до Ново село, од таму се стигнува до Волково и може да се поврзат и населените места Волково и Кисела Јаболка и понатаму на обиколница.
Меѓутоа, таа траса што јас се изозев, во моментов се користи за создавање на диви депонии. Дури се користи и за организирано одлагање на отпад. А таа траса, само ни треба проект, таа траса завршува кај железничката станица во Даме Груев, со еден надвозник, веќе се излага во општина Карпаш. Имате визија како тоа би се вклопило во буџетот и сега да не почнувам нова дебата, бидејќи се работи за развојна програма која не може да се смести во едногодишен буџет и на крајот ќе дојдеме до спорење околу тоа како владата ги поделила 20-40-40%, а мора да ја правите набавката за сообраќајницата наеднаш, бидејќи изведувач треба да одберете одма, а сообраќајницата сигурно за една година нема да се изгради. Точно, меѓутоа, видете, нема да се изгради во една година, ама ќе се гради во фази. Од тука до тука или прва фаза ќе се финансира толку посто, втора фаза нема да биде набавката ќе се одвива во фази. Изборот на изведувач треба да го направите наеднаш, не може да го менувате изведувачот. Во фази. Имаме ние улици во Ѓорче, во фази, секоја фаза може пругата се гради во фази, секоја фаза е различен изведувач. И да го направите со еден изведувач. Не е исто дали ќе ставите кога ќе распишете набавката, дали е повеќе годишна или ќе се реализира во наредните 3-5 години, или ќе се реализира да излезете на терен и со цел да ги манипулирате граѓаните и да кажете ова ќе го завршиме до крајот на годината. Целта ми беше дали имате визија, дали има доволно пари во буџетот, дали знаете од каде би ги обезбедиле, доколку ете да речеме условно, владата не ви ги даде или некој надворешен. Во моментов, тоа 20-40-40. Зошто владата го прави? Би требало Не, само да ви кажам, на средства што веќе ги повлекла, тоа е навистина прашање. Добро, од каде ќе ги најдете парите за алтернативната сообраќајница? Во моментов, во Ѓорче Петров, според градоначалникот и според аргументите што ги имаме, што се презентирани, што се јавно достапни, се трошат 1.189 милиони денари. Од буџетот на општина Ѓорче Петров и пари од унгарскиот кредит. И сега сакате да ми кажете дека во таа 1.189 милиони денари нема пари за сообраќајницата? Само ме интересира дали имате јасен план од каде ќе ги обезбедите средствата. Ќе ги обезбедиме средствата со еден ваков проект. Можеме да аплицираме и во меѓународни фондови, тука треба да се уклучи и централната власт и градската власт, а и општина Ѓорче Петров мора да изнајде средства и има средства за во наредните 2-3 години, па еве да земеме и во текот на еден мандат за да реализира еден ваков проект. Вики, Ке сработите ли се во 4 години мандат? Да завршувам. Ке дадеме максимум. Така, полека ќе заокружуваме, ќе оставиме простор секако за порака до оние кои што сметате дека ќе го дадат гласот за вас. Ацевски, повелете со порака до гласачите, до вашите сожители, секако. Пораката до гласачите би била следната. Јас не барам да го дадат гласот за мене ако не знам. Ни заради тоа што ме познаваат, ни заради тоа што сум нечив сосед, другар, роднина, сме учеле заедно и така натаму. Ако сметаат дека на Ѓорче му се потребни промени, ако не се задоволни со состојбата во која се наоѓа Ѓорче сега, ако сметаат дека на Ѓорче му се потребни промени и ако веруваат дека Ѓорче може и мора да се развива подобро и ако сметаат дека јас и мојот тим можеме да ги донесеме тие промени на подобро, тогаш нека го дадат гласот за мене, а јас можам да ветам дека ќе сторам се и дека нема да изневерам нивната доверба. Ете, стигнавме до крајот, благодариме за издвоеното време, се надевам дека на гледачите не им бевме злодевни, имаше интересна, и пренесувме со вашето представување, вашата изборна програма. Ние овде завршуваме и најавуваме средба утре во 21:15. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во своја своја, Скопје каже ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.